Од сабота кон недела со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред, односно од 2 на 3 часот пополноќ, почнува летното сметање на времето. Преминувањето од зимско на летно сметање на времето е воведено со образложение дека се продолжува денот, се овозможува заштеда на електрична енергија, се зголемува продуктивноста на работната сила, се подобрува прилагодувањето на луѓето и работниот ден станува поефикасен. Летното сметање на времето завршува во последната недела во октомври, кога во 3 часот наутро стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад. Во поранешна СФРЈ, а со тоа и во Македонија, летното сметање на времето првпат е воведено на 27 март 1983 година. Првпат преминување од зимско на летно сметање на времето и обратно е забележано во 1916 година во државите на Северна Европа, додека во Западна Европа е воведено на почетокот на 70-тите години на минатиот век. Во државите кои се во близина на еквадорот, денот и ноќта траат главно еднакво, така што со поместувањето на стрелките на часовникот не се добива ништо. И во поларните предели денот и ноќта траат со месеци, па поместувањето на времето не дава никакви резултати. Во Соединетите Американски држави, летното сметање на времето не се применува во Аризона и Хавај, а во Европа не се применува во Исланд. Некои упатуваат на тоа дека преминувањето на зимското во летното сметање на времето и обратно предизвикува хаос во распоредот на состаноците поради прекуокеанската поделба на поместувањето на времето. Европскиот парламент гласаше за укинување на летното и зимското сметање на времето. Изгласано е од 2021 година да се укине поместувањето на часовникот, кое со децении се случуваше 2 пати годишно, во март и во октомври. Земјите што планираат да останат на летното сметање на времето би требало стрелките на часовникот да ги поместат последен пат во март 2021, а оние што ќе го одберат зимското сметање ќе ги нагодат своите часовници последен пат во октомври 2021, јавуваат агенциите. Од 1996 сите земји членки на Европската Унија истовремено го менуваат своето време. Одлуката сега оди пред парламентите на земјите членки на Европската Унија.